Добар ден. Трета сезона на емисијата Напладне. Повторно ќе се дружиме секој понеделник на Охрид Нјуз, точно во 12 часот. Напладне се разбира, ќе обработуваме најактуелни теми, ќе имаме многу гости, најавуваме и жешки дебати и се разбира, затоа останете со нас секој понеделник во 12 часот. Првата емисија од оваа трета сезона ќе ја стартуваме со анализа и ќе бараме одговори на многу прашања поврзани со македонско-бугарските односи, чествувањето на 151 годишнината од раѓањето на македонскиот великан и револуционер Гоце Делчев, настан кој што се случи во саботата. Настан кој што изминатите години се чувствуваше во една, да кажеме, мирна атмосфера, релаксирана. Сега имавме малку поинакво чувствување со силно полициско обезбедување и така натаму. Ќе направиме анализа на целиот настан, што се случуваше во Скопје и на граничните премини. Ќе разговараме за тоа што да се очекува, каква разврска да очекуваме од случајот со Христијан Пендиков и дипломатскиот скандал кој што го предизвика инцидентот во Охрид и секако што да очекуваме што ќе се случува со бугарскиот клуб, дали ќе се промени контроверзното име на бугарскиот клуб во Охрид Цар Борис III. На сите овие теми денес анализираме со нашиот гостин. Тој е професор доктор Стефан Буџаковски, универзитетски професор и бивш висок полициски службеник. Добар ден, добро ни дојдовте. Благодарам, поздрав до вашите следачи. Би сакал да денеска да отвориме многу прашања кои што се интересни преку овој случај, се до она што значи предлог како да се надминат овие состојби. Така. Еве ќе започнеме од тоа како го оценувате вие настанот од саботата. Силно полициско обезбедување е нешто што одамна не сме го виделе, хеликоптери тука прелетуваа низ Скопје. Граѓаните беа во некој грч од можен инцидент. Како вие безбедносно го оценувате настанот? Дали имаше потреба од олкаво полициско обезбедување и имаше ли друг начин како ние да го чувствуваме овој ден? Секој настан, безбедносните служби го анализираат, прават безбедносна проценка и врз основа на таа безбедносна проценка прават план и предвидуваат мерки и активности кои што после ги спроведуваат. Секако дека овој настан беше под една силна меѓународна анализа, прво. Второ, понатака односите помеѓу Македонија и Бугарија и последните настани кои што се случија во Македонија, но и оние најави кои што ги имаа дека тука действуваат повеќе странски служби, тоа е дека во Македонија имаме доста интересни сфери, односно истражувања и интереси да настани било каков инцидент. Она што може да се каже дека мерките беа претерани, меѓутоа ако имаме увид врз она се што е во безбедносната анализа, бидејќи за ваков настан сигурно во безбедносната анализа учествувале повеќе служби, тоа е Агенцијата за разузнавање на Република Македонија, понатака Агенцијата за национална безбедност и МВР. И врз основа на тоа се направени мерки и активности кои што се спроведени на денот на чествувањето на роденденот на Гоце Делчев. Сега, од друга страна, кога направиме анализа пак на престрогоста на мерките и недозволувањето на новинарските екипи да присуствуваат на самиот настан, можда и има одредено оправдување, бидејќи тука се мисли на новинарски екипи кои што би провоцирале и би го искомплицирале настанот, бидејќи тука видовме дека има различни интереси, различни пристапи во однос на чествувањето и припадноста на Гоце Делчев, дали е тој македонец, бугарин и така натака. Понатака, многу интересно е она што е изјавата на бугарскиот министер за внатрешни работи одма после положувањето на венецот на гробот на Гоце Делчев, е дека спомна прво помеѓу две држави, помеѓу два народи и сметам дека овие мерки со задржувањето на бугарските граѓани на самата граница беше договорена мерка помеѓу министрите, бидејќи тоа заврши тука, што е добро, за да не дојде до конфликт, бидејќи тие што доаѓа се гледаше на самата граница со она што го манифестира, дека не доаѓаат со добра намера, односно доаѓаат да провоцираат, не доаѓаат да чествуваат роден ден на големиот великан. Да, значи ако не се случеше тоа засилено полициско обезбедување и таа блокада, да кажеме, на границите, можем беше поголем инцидент, нели? Па, гледајќи го она што се случуваше таму, навредите кои што беа упатувани према службите на царината, полицијата и така натака, тука беа и
ми сме јувани, навредувани, дури имаше и напад, нели имаше интервенција. Се гледаше дека тие доаѓаат со друга намера, што беше и во изјавата на еден од бугарската страна, дека тие се групата која што учествувале на она што беше со Мара Бунева, и тие беа оквалификувани, сигурно беа дефинирани кои се тие личности, на нив не му беше дозволено, баш од безбедносни причини. Нели и министерот за внатрешни работи на Бугарија уште една работа кажа дека на пратеникот Џамбазов лично му се јавил да не доаѓа во Македонија за да не настанат проблеми. Так. Значи, вкупно гледано дека безбедносните мерки беа престроги, но од моја страна како поранешен припадник на безбедносните служби може би оправдан. Така. Дали се остана само на провокации? Закривање на вербална тензија меѓу граѓаните на двете држави? Сметам дека она што го следам сега во последно време, тие видоа дека од тие екстремни настапувања и така натака не добија ништо, само ги заострија односите помеѓу Македонија и Бугарија, а она што е најважно, антагонизмот кој што настана помеѓу двата народи. Да. Од блиски народи прават со вакви активности, дали се тие во полза на некои политички партии кои што сакат да добијат некој глас плюс во изборите во април кои што ќе се одржат во Бугарија или не, но секако видоа дека нанесоа штета и на меѓународната политика на двете држави, добрососедските односи и други работи кои што се поврзани со нашето функционирање. Да, четвувањето во Скопје помина без инциденти, единствен инцидент е регистриран оној на Девебајр. Како го коментирате преведувањето на тројцата бугарски државјани? Синоќа бугарското МНР имаше реакција дека вака не се унапредуваат односите, дека ова е недолично однесување на нашата држава кон нивните државјани. Конечно, нашите служби се охрабрија да преземат мерки, законски мерки, бидејќи требаше да преземат мерки кога бевме навредувани на самото чествување на Мара Бунева и слични инциденти, но се одеше на мерките на попустливост, што сега не беше случај, и видоа дека со попустливост само се доаѓа следно повеќе, се до настанување на потешки инциденти кои што би имале длабоки корени во однос на подлогата за нарушување на нашите односи со Бугарија. Така, како го коментирате однесувањето на политичкиот врв, освен лидерот на опозицијата, ниту премиерот, ниту претседателот не се осмелија да застанат пред медиумите и да дадат било каква изјава или обраќање за самиот ден? Вината кај сите ја наоѓам, бидејќи во Македонија недостасува државен консензус за интересите на Македонија. Ние слушаме дека имаме национални платформи, дали ние ќе направиме македонска платформа и така натака. Ние во Македонија мораме да тргнеме од точката на градење државна стратегија, што значи дека мора 20 лидери на македонскиот дел и другите политички партии, од албанците и турците, ромите и така натака, да седнат и да направат државна стратегија. Без државна стратегија, со национални стратегии Македонија не може да се извлече. И од другава страна да бидат Мицкоски исто ќе се случува, бидејќи државната стратегија ќе значи изградување на систем со изградени подсистеми кои што ќе функционираат. Ево сега тука пред да почнеме зборуваме за корупција. Тој што ја креира корупцијата не може да искорени. Тој што е внезен во корупција не може да се гони сам себе си. Затоа треба државна стратегија каде што ќе се почне од економскиот систем, ќе се надоградува социјалниот, здравствениот, образовниот и така натака, а тие ќе бидат подкрепени од економскиот систем. Ние не можеме да држиме држава само со заеми. Ево сега влегува друга политичка партија, што ќе направат тие со 8 пратеници? Само ќе пополнат одредени места во државната администрација и слично ќе земат Министерството за правда, како што се најавува и така натака. Системот не се решава со адхок мерки и со мерки од една година. Тоа треба да седнат на маса, да изградат таа државна стратегија, сите да ја прифатат, а после нека тераат оние интереси по национална, верска и друга основа. Да. Битно е да го изградиме системот на државност. И сега прашањето е како стигнавме до една ваква ситуација. Изминативе години не беше актуелен тој спор.
Како дојдовме до тука и како да излеземе од овој зачаран круг, да кажем? Прашањето со Македонија датира многу подавна. Дори од пред 100.000 години. Да, но сега се така актуализираше последниве. Но сега се оди до онај процес, ние некои служби како што се МИ-5, руските и така натака, објавија карти каде што Македонија не постои. Тоа е ново сега. Ако земеме принципот или притисокот на федерализација на Западна Македонија, која Македонија каде да припаднела и така натака, значи тој процес на Македонија е креиран од други интереси, други центри, но ние никако да сватиме дека треба да бидеме единствени и само со единственост можеме да изградиме позитивна, правилна, насочена дипломатија, која што ќе го штити македонскиот интерес. Ние во моментот, ево, и со случајот со Охридскиот случај, посетата на министерот за внатрешни работи на Бугарија, се доби впечаток дека оди министерот приватно, прво, и по онаа емисија која што беше снимена на некој од телевизиите на бугарските медиуми, се види дека тој всушност ја критикува Македонија, дека и тој бил обесправен, а за него се зборува дека тежи околу 7-8 милиони евра и така натака, а обесправен човек да стигне до таа сума на пари не верува. Токму таа темата со која што продолжуваме, како го коментирате случајот со Христијан Пендиков? Дали се исполитизира непотребно? Од една тепачка во угостителски објект настана дипломатски скандал и тоа од големи размери. Па и самиот министер, како што рековте, ја посети Бугарија, тоа го посети Пендиков во болница. Прво тој настана искористен за некои цели и затоа се дигна на такво ниво, бидејќи Пендиков не е државјанин на Бугарија, е македонски државјанин, тука имаме потфрлање на нашите служби. Ако веќе определуваме притвор за расчистување на случајот, не можеме ние некого да испратиме на лекување во друга држава, си имаме ни институции и секогаш тука ќе очекуваме дека нема извештаите лекарски да бидат реални, бидејќи низ градот Охрид е мал, она што слушаме што се случило вечерта, тоа не е за кривична пријава, тоа е за прекршачна пријава за нарушување на јавниот ред и мир, а доколку има нерасчистени меѓусебни односи, дали тоа за пари или дрога или било што, ќе си расчистат органите. И сметам, значи, ево, давам еден апел до јавното обвинителство да побара да го ослободи овој дечкото, не знам како се викаше, бидејќи не можеме ние да држиме во притвор лица поради постигнување на политички цели. Секогаш тоа треба да биде врз основа на квалификација на делото, а квалификацијата треба да се одействува на фактичката состојба, тоа е она што се случило, што според она што досега го знаеме нема основ за кривична пријава, тоа е само нарушување на јавниот ред и мир, помеѓу лицата, бидејќи тој менува изјавата, дека е тројца, па двајца и така натака. Избрзали институциите во тоа донесување, веднаш прогласување на виновни. Тоа се случуваше во неколку часа, истиот ден кога СВР Охрид ја обелодени веста дека е претепан. Тоа отвора многу прашања. Прво, се извинувам, влијанието на политиката врз независните институции, тоа е судството. Исто така, обвинителството е независен државен орган кој што ги гони сторителите на кривичните дела. Се виде дека тие работаат под притисок, односно под команда на политичките партии, кои што се на власт, и секогаш работаат со страф. Самостојна, независна државна институција може да работи слободно, врз основа на закон и правилно ќе го применува закон. Во спротивно ќе доаѓаме до вакви ситуации каде што сега не знаеме што да направиме, дали да го слободиме од притвор, дали ќе очекаме да се излечи под прашалник, дали има такви повреди и така натака, што и не требаше да му дозволат, бидејќи тој не е бугарски државјанин, да заврши истрагата, па ако сакаа требаше да дојдат обратно, на како посетеа бугарски државјани, бидејќи тој бил само секретар на клубот Цар Борис во Охрид. Да. И сега што очекувате, каква ќе биде разрешницата? Политичка. И судската ќе биде политичка. Значи тоа очекувам што најмалку треба да се прави. Ние од таа стега политичка
ги држиме сите институции во заложништво. Што значи дека тие не може да работат согласно законот и не може да спроведуваат мерки доколку не се исконсултираат со политичкиот врв и така натака и така натака. Така, внимание во јавноста поврзано со овој случај предизвика изјавата на министерот Бојар Османи кој што рече нема засега што вели обвинителството и што ќе покаже истрагата, туку го слушам само она што го вели Пендиков и неговата мајка. Со многу изјави тој министер за внатрешни работи и наштетил на интересите на Македонија, со тоа директно ги навреди сите институции, тој работи во таква државна институција. Всушност и самиот не се испочитува, тој таму требаше да представува Република Македонија, граѓаните на Република Македонија и треба да верува исклучиво на државните институции, бидејќи тие се само надлежни да го расчита случајот. А ова се пожали Пендиков дека добива смртни закани на социјалните мрежи се уште дека се плаши да се врати во Охрид. Како тоа го коментирате? Вистините ли се овие обвинувања, дури и се закани за кривична пријава, поднесување на кривична пријава кон медиумите кои што пишуваат дека тој имал кривична пријава за поседување на наркотици во себе? Јас му го познавам целото семејство, а во однос на ова што е пријавувано накнадно е пак за тензии. Прво, кај да го нашле, ако е по социјалните мрежи, тоа е сосема поинаку, а јас гарантирам дека државните институции во Македонија не се толку недемократски настапени кон заштитата на правата на граѓаните, баш напротив, имаме ние на традиција на почитување на правата на граѓаните, така да слободно да дојде никој нема да го чека. Тука ќе се надоврземе и на бугарскиот клуб, самиот Пендиков е секретар во бугарскиот клуб. Сега се побара од бугарските клубови во земјава да ги променат контроверзните имиња. Од Министерството за надворешни работи пак ќе го спомена министерот и во Бугарија во изјава рече не е проблем да има бугарски клубови, но да имаат соодветни имиња, а не како овие што се поставени сега, почнувајќи од цар Борис III, Иванчо Михајлово, Битола и така натаму. Ние, ако се декларираме како демократска држава, секако треба да дозволиме постоење на било какви клубови, дали се тие од други држави и така натака, но тие не треба да ги повредуваат чувствата на граѓаните. Што се однесува до името, најдобро образложение даде Весна Бендевска, не знам кој член на која комисија е, и образложи зошто и подхитно треба да се сменат такви имиња и не треба да се користат во Република Македонија како имиња на било какви клубови. Тоа значи дека името на клубот треба да се промени и да биде согласно законот на Република Македонија. Да, очекувате да го променат името или уште ќе продолжат тензиите? Јас сметам дека ќе тактизираат по изјавата на министерот, дека ќе тактизираат во промената на името, што не е во ред. Да, гледаме дека бугарскиот клуб нема никакви активности во Охрид. Сега повторно ќе се вратиме на тие провокации. Дали беше само отварањето целта да се испровоцира народот и да се предизвикаат тие тензии, односно протестот кој што се случи на отварањето? Прво, имаат активности да направат раздор. Второ, се платени добро. Таму лидер е Томче, не знам како се прозиваше, го познавам и лично. Да, Блажевски. Блажевски. Тој не е, според мене, не е капацитет кој што може да води такво здружение и да има добри намери, освен она што ќе значи насоки давани од Бугарија, од бугарски служби или оние кои што многу често го посетуваат, а се настроени против интересите на Македонија, негирање на македонската нација, негирање на македонскиот јазик и слично, и тие ќе бидат во функција на стварање на постојани тензии. Ево, слушавме и тој, не знам како се викаше од Штип, што има политичка партија, пара обвинител во Охрид и слично и така натака. Тоа значи дека и по внесување на бугарите во уставот ние ќе имаме низа проблеми и барања и ние нонстоп ќе се занимаваме со решавање на бугарското прашање, на албанските барања и така натака. Никогаш не ќе имаме време и простор да се свртиме кон економската сфера. Да, кон реалните проблеми. Да, ќе живееме на кредити, односно земање на позајмици и така еден ден ќе мора да се завршиме онака како што не треба. Да, кога споменав активности, мислев на оние културолошки активности. Нели тие велеа дека тоа е целта, да се развива културата, да се доближуваат меѓусебно народите? Би требало да се уверите најдобро да поканите Томче, ќе ви објасни многу работи, бидејќи ништо мислам дека од тие сфери не знае. Знаеме што знае, може да ќе ви донеси некоја маска за
телефонот, бидејќи продал. Така. Дали политиката ја користи историјата за своји потреби? Политиката во Македонија доса ниедна политичка партија не знае што представува Македонија, не ја познава македонската историја, не читаат нити пак слушаат. Има едно правило: ако не знаеш ти, прашај кој знае. Тие не прашуваат. И врз основа на тоа незнаење градат политика, што е погубно за Македонија. Треба да си постават прашање зошто Македонија, можда уште од први век навака, посебно од 10 век, појавата на католиците, Македонија е земја која што најмалку презентирана, дури менувани се топоними, сношти баш гледав една емисија, дека и словените се заменети од илирите и обратно, за да се направат забуни на балканскиот простор, посебно се насочени кон Македонија и постоењето на македонскиот народ, македонската историја и македонските вредности кои што сите ги користат, бидејќи ево и Европската унија е градена врз основа на принципите на Александар Македонски, тоа се трите тие столбови. Дали ова им оди во прилог на политичарите, како што рековте, се оттргнат од оние реални теми, како што се економијата и сите проблеми со кои што се соочувам? Овие не се политичари, се политиканти, бидејќи политиката исклучиво ја користат за лични интереси. Или за една помала група, или кога им се потребни гласачи, да тоа го направат преку вработување, давање на тендери и така натака, и врз основа на тоа тендерско криминално работење да дојдат до пари за следните избори, да ги потребат повторно да дојдат на власт и исклучиво да тераат своји лични интереси. До сега во Македонија не се појавил државник кој што ќе ја гради државата врз основа на принципите на уставно распоредени системи, кои што системи ќе функционираат како часовник. Еден запчаник од часовникот ако фали, тогаш часовникот нема да работи, а кај Македонија изгледа повеќе запчаници сели или остарени или се зарњени. Да. Сакам да ве прашам и за, многу често се споменуваат разузнавачките служби, интересот од сите овие работи. Има ли вистина тука? Кој има интерес од сето тоа што се случува меѓу двете држави? Македонија покрај Будимпешта е втората раскрсница на разузнавачките служби. Тука действуваат повеќе разузнавачки служби, посебно од државите Германија, Француската, МИ-5, Руската и од соседните држави сите разузнавачки служби и сите действуваат со своји интереси и постигнувајќи ги целите на своите држави. Македонија навистина треба Агенцијата за национална безбедност да издигне на повисоко ниво, за да може да се заштити од делувањето на повеќе слојниот систем на действување на странски разузнавачки служби, што на жалост таму се примаат исклучиво лица по партиска припадност, не по професионална. Тие треба да бидат високи професионалци кои што ќе можат да имаат осет за заштита на уставниот поредок и безбедноста на Република Македонија. Ќе ескалира ли повеќе од ова ситуацијата? Нема да дозволат и странските држави, меѓутоа Македонија тешко ќе влезе во Европска унија, бидејќи има многу процеси кои што треба да се случат на Балканов. Ево гледаме и притисокот врз Србија, односно српскиот претседател кој што веќе смена ставови, подобро да го признаеме Косово отколку да имаме санкции и така натака. И додека тие прашања, не само македонското и другите, не се решат, земјите од Западен Балкан тешко ќе чекорат во Европската унија, но овој руско-украински конфликт ќе ја престрои веќе светската политика и светските меѓународни односи. Сега веќе не е проблем да се запре конфликтот, него како ќе се престројат светските интереси во рамките на действувањето, посебно околу Европската унија. Што според вас сега треба да преземе државата за да излезе од оваа криза? Државата мора да се сврти кон државниот интерес. Тоа значи дека треба да се направи, да се повторам, национален, односно државен консензус, поврзување на сите политички партии, правење на една влада од експерти,
кои што експерти ќе издигнат Македонија малку на повисоко ниво, но тоа не може преку ноќ. Тоа мора да оди чекор по чекор, градење систем по систем, почнувајќи од економскиот систем, понатака здравствениот, образовниот, бидејќи во образовниот систем имаме проблеми, понатака довербата во правосудството е околу 4%, што значи дека постепено мора да се прават длабоки резови во одредени системи за да се издигне Македонија чекор по чекор на одредено ниво. А ако вака продолжиме, ние веќе донесуваме под знак прашалник функционирање на една ваква држава. И за крај само уште едно прашање, што мислите дали бугарите ќе бидат вметнати во уставот? Тоа не е спорно, тоа ќе се внесат, дали пред избори или после избори, ќе се внесат под притисок на меѓународната заедница, меѓутоа мислам дека бугарите треба да се свртат и кон себе, да признават одредени малцинства, односно македонскиот дел, она што да ги почитуваат и меѓународните пресуди, за да можеме да имаме барем реципроцитет во нашето действување, ако сакаме да бидеме на едно исто ниво. Така. Но тие тоа не го прават. Ви благодарам многу на гостувањето и на сите одговори на прашањата кои што ги поставивме до вас. Се надевам дека повторно ќе се видиме во следна прилика и да разговараме за малце поведри теми. Ви благодарам и вас. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што и денеска бевте заедно со Напладне. Се дружиме повторно следниот понеделник. До тогаш останете во добро здравје и пријатно.